Значи, војната во Украина предизвика сериозен потрес во цел свет, најмногу во Европа. Поготово сериозен потрес врз германската економија, а нас ни е најголем трговски партнер Германија. Тоа не може да не предизвика негативни ефекти врз нашите компании кои што соработуваат, кои што се поготово извозно ориентирани, а увозно ориентираните имаат потешкоти со тоа што поскапува цената на суровините, репроматеријалите, полупроизводите и сето тоа влие на пласманот на нивните производи, сето тоа влие на намалување на профитот, како резултат на тоа ќе се намалуваат и работни места. Значи, состојбата во економијата воопшто не е едноставна. Искрен да бидам, најголем дел како резултат на надворешните влијанија. Сега, владата нешто се копрца со тоа што ќе ги притиска овие трговците, тие што имаат мало продажба. Најголемот ќар не е кај мало продажбата, најголемот ќар е кај големите трговци. Меѓутоа, она што е за критика, не се потруди владата да ги намали влезните трошоци на фирмите кои што треба да произведуваат. Ако е, не знам, пекар, да му се намали цената за електрична енергија, даноци евентуално на плати, каматни стапки на земени кредити. Се тоа мерки со кои што се овозможува стопанството да здивне. Ако ние немаме стопанство, ако профитите се нула, растот ќе биде нула. Значи, светот не го движи нулата. Светот го движи ако имаш позитивно, од еден па нагоре.